Добар ден. Периодот од една недела за некого е кус, за некого е долг, но секако дека за автомобилската индустрија тоа е извонредно кус период. Зошто? Во изминатите 7 дена се случија многу премиери не само на меѓународната, туку и на домашната сцена, а за нив токму одвојуваме време во Автомагазин. Во оваа емисија исто така ќе ве посоветуваме околу часовниците, помеѓу вечната дилема дали да се одбере автоматски или кварцен механизам и каков тип часовник ќе ви одговара. Но пред да почнеме со останатите содржини на Автомагазин, ве поканувам да ги видите вестите. Се случи наеднаш. Досието Октавија доби ново поглавје. Со новиот лик, сега чешкиот семеен модел покажува заби и поголема агресивност во настапот, но некои работи сепак остануваат скромни. Моторната палета на Октавија е меѓу 3-цилиндричниот еднолитарски бензинец со 86 и дволитарскиот TDI со 184 коњи. Скоро сите се со 6-степена трансмисија, а дел од нив се достапни и со 7-степен DSG менувач. Опционално во двете изведби Октавија може да се добие и со погон на 4 тркала. Подобро опремените верзии ќе имаат и мноштво интересна опрема. Меѓу неа се и камерата за возење наназад, детекција на возила во мртвите агли, динамичка контрола на подвозието и друго. Поголем, помускулест и хибриден, тоа е накратко новиот Mini Countryman. Ако првите две карактеристики беа очекувани, третата ја доби скоро ненајавено. Развојот на хибридната верзија официјално прв пат се спомена пред само 2-3 недели. Погонската механика е позајмена од BMW 225 XE и впарува 3-цилиндричен бензинец со 136 и електромотор со 88 коњски сили. Првиот задолжен за предните, а вториот за задните тркала му обезбедуваат и теренски својства. Кога се вози само на струја, хибридниот Countryman може да постигне максимални 125 км на час и да помине 40 км. Комбинираниот тест циклус кажува за просечни 2,1 литри на 100 км и емисија на јаглерод диоксид од 49 грама на километар. Конвенционалната понуда вклучува по 2 бензински и дизел мотора со распон на силата помеѓу 136 и 192 коњи. Најсилниот дизел ќе има стандардно 8-степена автоматика, а останатите 6-степена мануелна. Погонот на сите тркала ќе биде достапен низ целата гама, која ќе биде дополнета и со врела John Cooper Works изведба. Кога во 2010-та беше представен, Countryman стана најголемиот модел во историјата на марката. Титулата ја загуби лани од трансформацијата на Clubman, но сега ја поврати. Должината поголема за дури 20 см во споредба со првата генерација донесе поголемо меѓуоскино растојание и пораскошен багажник. И тоа значајно, на 450 литри, односно 1309 со соборени задни седишта. Интересна опција е така наречената пикник бенч клупа на багажникот. Електрично се извлекува од него, обезбедувајќи место за седење за двајца. Идеално за излети во природа. Премиерата на новиот Mini Countryman е закажана за салонот на автомобилите во Лос Анџелес, кој се одржува на средината на месецов. Цените се уште не се објавени. Новиот Audi Q5 никого не може да остави мирен. И втората генерација на кросоверот предизвикува со одлично избалансираното спортско во себе и карактерот на 4 прстени. Мултифункционалноста на пространиот интериер, засилена со теренските својства, веќе им се познати на 250.000 купувачи годишно. Во иднина ќе ги има повеќе, бидејќи со него започнува со работа и новата фабрика на Audi во Мексико. Од Инголштад не негираат дека доста очекуваат од новиот Q5.
Исто како и купувачите, на кои на стартот ќе им бидат на располагање 5 моторни верзии. Дизели ги има 4 со силина од 150 до 286 конски сили, а бензинец е само еден со 252 коњи. Иднината ќе му донесе на Q5 и хибриден плагин погон, а спротивниот крај на гамата ќе биде дополнет со перформансната RS изведба. Во зависност од моделот, трансмисијата е 6, 7 или 8 степена, а кватро погонот на сите тркала стандарден кај сите освен најслабата варијанта. Лесната архитектура е како порачана за возната динамика, која дополнително може да се подобри со прилагодливото воздушно ослонување од поголемиот Q7. Од него всушност е преземена и целата платформа, како и карактерните црти на 4,7 метарската каросерија. Најновите конективни технологии и системи за асистенција на возачот ги подигнуваат нивото на Audi Q5, но не и неговата цена. На Seat Leon му беше време за освежување, но никој не претпоставуваше дека тоа ќе биде токму кога го очекувавме редизајнераниот Golf 7. Напротив, сите ќе кажеа дека е тоа невозможно. Но ете се случи и во кулоарите отвори сериозна дилема дали е на повидок нова шпанска офанзива за поголема автономност од групата. Одговорот воопшто не е битен, туку треба да ги гледаме резултатите од сработеното. А тоа на Leon за идната моделска година му донесе благи стилски зафати и нови мотори. Кај новиот Seat Leon линиите на предниот и задниот дел се поостри и понаметливи, со намера да му се нагласи карактерот. Во основа и досега изразено динамичниот дизајн на Leon е засилен со изменети светла. Растегнатата и со хром побогата маска прави да се доживува позрело. Тешко е забележливо, но целокупно тој сега има малку похармоничен изглед. Внатрешноста е гарнирана со амбиентално осветлување кое, како и се друго, се контролира преку големиот централен дисплеј. Негова заслуга е и редукцијата на бројот на копчиња, што на интериерот му дава почист дизајн. Дигиталниот допир има поминато и преку инструмент таблата, а помошната електроника е поприсутна од порано. Идните собственици на Leon ќе бидат задоволни и со новите содржини прераспределени низ пакетите опрема. Некои од нив пак ќе се интересираат за промените под кожата, кои ја дополнија моторната понуда со два нови агрегати со 115 конски сили. Првиот е авангардниот трицилиндричен TSI, а вториот дизел класичарот од 1,6 литри. Другото останува исто. Бензинците распослани помеѓу 110 и 180, а дизелите меѓу 90 и 184 конски сили. За Купра изведбите, шпанците учтиво не замолија да се стрпиме уште малку. Хибридната технологија не е ништо ново во светот на четирите тркала, но таа секојдневно се усовршува и, како што стојат работите, има блескава иднина. Во својот концепт кој го покажува можниот изглед на своите возила, Mitsubishi преку GT PHEV покажува дека хибридната технологија ќе биде уште долго време имплементирана во каросериите на овој производител. Исто така, електрификацијата продолжува понатаму, но овој пат е посветена и на моторциклите преку студијата, односно новиот патент на полини мотори, кој ќе биде дури имплементиран и во велосипедите. Во светот на двете тркала остануваме уште малку преку една извонредно интересна студија која ни ја прикажа BMW по повод на 100 годишнината од нивното постоење. Па затоа во следните минути опуштете се и уживајте во технологиите на иднината.
Гледајќи го светот на автомобилите од денешна перспектива, ќе забележиме дека Mitsubishi има одиграно голема улога во историјата. Ако пак го гледаме најновиот нивни концепт со ознака GT PHEV, ќе ја видиме иднината. Сакале или не, во него го препознаваме наредниот Outlander, или барем некоја негова алтернативна изведба, ако бидеме малку построги и предпазливи во проценките. Може би грешиме, но таков е нашиот впечаток. Најавен како дел од планираната офанзива на спортско корисни возила, Mitsubishi GT PHEV се карактеризира со најновиот дизајнерски јазик на марката. Мускулестата појава одава впечаток како да е направен од едно парче метал. Масивната маска и тенките светла со одредена динамичка вибрација прават предниот дел суштински да се разликува од сегашното стилско изразување. Нагласените странични линии и така наречениот лебдечки покрив за подспортски изглед продолжуваат во заоблен заден дел. Целокупно, возилото отсликува нов концепт кој јапонците го нарекоа Grand Tourer. Тоа се забележува и во интериерот кој се одликува со хоризонтална инструментабла и висока централна конзола. Големите врати што се отвораат една наспроти друга креираат простран амбиент, а чувството за поголема удобност е дополнето и со најновото од конективните технологии. Електрохибридниот погон не е нов кај возилата на Mitsubishi, но со секоја нова студија тој се унапредува до ниво тешко достапно за останатите. Разликата всушност е во самиот пристап, додека другите целат кон повисоки бројки и перформанси. Јапонците внимаваат како подобро да ги интегрираат. Примарната движечка сила на овој Grand Tourer ќе доаѓа од 3 електромотори со вкупно 180 киловати. Сместени еден напред и два назад испорачуваат драматично подобрени перформанси и гарантираат солидни теренски својства. Свежиот пакет батерии со капацитет од 25 киловат-часови треба да обезбеди електрична автономија од 120 километри. Во содејство со 2,5-литарскиот бензински мотор со неспецифицирана силина, таа нараснува на повеќе од 1200 километри. Mitsubishi може би е помал производител на возила во споредба со другите јапонски марки, но неговите идеи секогаш се големи. Колку голем новитет ќе се изроди од овој концепт ќе дознаеме дури помеѓу 2018 и 2021 година. Во време кога сите возила се електрифицираат, малку зачудува тоа што велосипедите како да се прескокнати со овој процес, но италијанскиот специјалист по лини мотори е решен да го промени тоа. Развојот на овој ултракомпактен електромотор ќе биде предизвик за производителите на велосипеди. Голем колку семејно пакување сладолед, иновативните решенија ја задржаа неговата тежина на ниво тешко заверување, помалку од 3 килограми. Располага со скромна силина од 250 вати, која краткотрајно се удвојува, но затоа има вртежен момент од дури 70 ньютон метри, исто како и Daewoo Matiz. Батериите лесно се менуваат со полни, а кога ќе се испразнат, велосипедот без проблем се задвижува со човечката сила. Гениалноста на решението е во тоа што ништо специјално не е применето, а резултатот е исклучителен. Агрегатот лесно се вклопува во конструкцијата на секој велосипед без нарушување на практичноста. Максималната брзина е законски 25 км на час, а кога велосипедот треба да се бутка, овозможува негово лесно движење со 6 км на час. Специјален софтвер ги нагледува испораката на силина и потрошувачката на батериите, кои во оптимални услови ќе овозможат автономија и до 150 км. Пред 100 години Баерише моторен Верке започна со производство на авионски мотори. На земјата слета најпрво на 2 тркала, заради што и моторциклите имаат посебно место во историјата на компанијата. Така ќе биде и во иднината. Четвртиот и финален концепт на BMW направен по повод 100 годишнината на марката го потврдува тоа. Прогресивен во поголема мерка отколку што денешнината може да прифати, тоа е повеќе од превозно средство. Замислен е за бегање од секојдневната рутина, што се манифестира и со тоа што возачот не мора да носи кацига.
Дури не мора ни да знае да вози моторцикл, бидејќи има само балансирачки механизам и не може да падне ниту кога стои во место. Мудриот дизајн штити од ветар, а специјално креираната облека грее или лади по потреба. Но динамичката појава не е само визуелно концептно решение. При возење во свиок со вртење на управувачот, целата рамка се прилагодува на промената на правецот на движењето и тоа во зависност од брзината. Конструкцијата на агрегатот го имитира славниот боксер, но всушност има нула емисии. Тој исто така го менува и обликот за подобра аеродинамика и заштита на возачот, а тој пак со моторциклот цело време е дигитално поврзан преку визирот кој му испраќа информации како што се идеалната патека или аголот на навалување. Проценките на BMW се дека ќе требаат најмалку 3 децении нешто од ова да стане реалност, можеби и никогаш, како на пример пневматиците со дезен кој активно се прилагодува според подлогата. If you would like to have a watch, you must a little bit think where you're gonna wear it and what kind of situations you're gonna have with it. So if you would like to be a sport person, you would like to have a sport watch. So my suggestion is don't go with your elegant watch in the mountain or use your bike with it because you're gonna destroy the movement inside. You're gonna meet a watchmaker who may be gonna destroy it more than what you're gonna do. My first advice is, if you want to have different watches for different purposes, choose wisely your amount of money you would like to spend. So, any watch that you're gonna put in a situation for elegancy, you have something that you're gonna use it with leather strap, with elegant outside and functions that you're gonna fit to your everyday life. If you use a sport watch, think about silicone strap or metal strap so you can use it in different situations. Понудата на часовници е огромна, а најдобро е да се избере онако каков што ви прилега најмногу. Секојдневните, како и спортските часовници, воглавно се кварцни. Едноставноста, ниската цена на механизмот и одржувањето ги прави погодни за секојдневно користење без многу размислување каде и како ги носите. Добро е да се нагласи дека силиконските ременчиња имаат предност што се лесни, но даваат поинакво чувство на носење во лето. Добар компромис се металните ремени поради нивната структура, долготрајност, како и лесна адаптибилност на зглобот на раката. Pluses and minuses for the different movements. It's automatic movement, you need to be careful how you're gonna use it. Доколку ви треба часовник како статусен символ, тогаш треба подлабоко да брцнете во джепот. Тогаш размислувајте на часовник со механички механизам. Таквите часовници се далеку поскапи поради комплексноста на механизмот кој содржи од 50 до 175 компоненти. Токму поради тоа неопходно е редовно одржување и внимавање каде и во какви услови се носи часовникот. За механичките часовници не е исклучена можноста да изберете силиконско или метално ремче, но најдобар избор секако е кожено. Откако ја расшири својата гама хоризонтално и вертикално, Мерцедес продолжи по диагонала. Со помош на своите јапонски партнери, инженерите од Штутгарт го креираа првиот пикап на марката наречен X-класа. Просто зачудувачки е што тие ја создадоа од познатата основа на Nissan Navara. Со заеднички фундаментални особини, двата представени концепта се суштински различни по карактер. Првиот со ознака Stylish Explorer нуди премиум чувство и спортско искуство во возењето. За вториот пак, веќе неговото име, Powerful Adventure, кажува дека е наменет за хардкор теренски освојувања. Од Мерцедес ке изјават дека со X-класата сакаат да потполнат една од последните празнини во нивното портфолио. Поставувајќи сосема нови стандарди, X-класата ќе го менува погледот на светот кон оваа категорија возила.
Новиот пикап на Мерцедес во основната изведба ќе доаѓа со погон на задните тркала. Варијантите со погон на сите тркала ќе имаат редуктор, блокирачки диференцијали и напредна електроника за контрола на тракцијата. За моторите во овој момент нема многу информации, освен дека најмокниот ќе биде V6 дизел. Некои споменуваат и AMG агрегати, но за такво нешто се уште е прерано да се зборува. Целата механика е поставена на крута шасија на Навара, а ослонувањето ќе биде доработено во Германија. Мерцедес подготви и собствен интериер за двете верзии на X-класата, со дизајн и организација под влијание на останатите модели со трикраката ѕвезда. Всушност, единствен заеднички елемент со Нисановиот пикап внатре е само рачната сопирачка. Одговорните во Штутгарт веќе ги одредија и термините за лансирање на првиот вистински премиум пикап кон крајот на идната година. За Европа, Австралија и Јужна Африка ќе се произведува во фабриката на Нисан во Барселона, а за латиноамериканските пазари во Аргентина. Северна Америка и Азија воопшто не се споменуваат во плановите за продажба на X-класата. Се појави уште една кинеска марка, но за разлика од останатите, неа треба добро да ја запознаеме. Наречена Link & Company и создадена со цел освојување на европскиот и американскиот пазар, од другите ја одвојуваат повеќе нешта. Најважното е што родители се Гили и Волво. И навистина, разликата се забележува на прв поглед. Кросовер обликот кокетира меѓу необичното и класичното со изразена доза персоналитет. Предниот скоро вертикален дел вдомува 3 пара светла и широко развлечена маска. Силуетата не предизвикува многу возбуда, а задниот дел е избразден со остри линии и футуристички дизајнерски детали. Целината е разбиена со неколку стилски елементи кои повеќе влечат кон кинеското отколку шведското. Затоа пак под кожата голем дел од работите се шведски. Платформата му е истата онаа од идниот XC40, а и целокупниот инженеринг е направен во Volvo. Во оваа компактна фаза не се споменуваат моторни опции, но ние би типувале на новите 1,5 и познатите дволитарски дизели и бензински агрегати. Хибридната варијанта секако е можна и посакувана исто како и погонот на сите тркала. Она што е најинтересно за овој кинески кросовер е дека е замислен да биде целосно мрежен автомобил. Например, сите произведени примероци цело време ќе бидат поврзани на интернет и ќе можат онлайн да добиваат разни софтверски надградби. Посебно се истакнува и можноста за заедничко користење на возилото со други луѓе со помош на апликација за мобилен телефон и дигитално креиран клуч. Неговите креатори се надеваат дека овие способности ќе направат вистинска револуција во концептот за заедничка употреба на автомобилите. Link & Company 01 ќе се произведува во Кина, почнувајќи од 2018 година. После него гамата на марката ќе биде проширена со уште 2 модела. Кинезите подготвуваат и авангарден систем на продажба без дилерство. Нарачките ќе се вршат преку интернет со физичко примопредавање на возилото во посебни центри за тоа. За сервисирањето пак на почетокот ќе биде задолжена овластената мрежа на Volvo. Времето за автомагазин полека истекува. Верувам дека во овие 30 минути ја изгазивме вашата жед за новитетите од сферата на автомобилите. Но сите оние кои сакаат да имаат дневни информации што се однесува до автомобилите, моторциклите, па дури и камионите и сите превозни средства, ги поканувам да не посетат на нашиот сајт automagazin.mk. Јас срдечно ве поздравувам и ви закажувам следна средба на истото место во истото време за 7 дена. До гледање.